Мерка за подобрување на состојбата на Преспанско и Дојранско езеро или подготовки на плажите за летната сезона. Ова е клучната дилема што се наметна, откако општините Ресен и Дојран распишаа идентични тендери за уредување на крајбрежјата на двете езера со пари од централниот буџет. Проблематично е што се предвидува со багери и илјадници кубни метри тиња од бреговите да се исврлат во внатрешноста на езерата, што лесно може да доведе до дополнително загрозување на екосистемите. Истражувавме дали во услови кога е доведено во прашање опстојувањето на Преспанско, како и квалитетот на водата во Дојранско езеро, непотребно се брза да се нашминкаат плажите во пресред на летото, а при тоа корист единствено да имаат фирмите изведувачи. Според еколозите, тендерите се спорни од повеќе аспекти. За вакви зафати, а и за многу помали всушност се потребни, значи цели процедури да се поменат, односно да се изготви една студија за оценка на влијание врз животна средина. Исто така, кога ги погледнав тендерите, многу е симптоматично, односно за мене збунувачки, дека не се бара стручно лице, односно хидролог, еколог, биолог, инженер за животна средина или било кое друго стручно лице кое се бави со екологија на езеро, односно на водни тела, кој всушност би го мониторирал цел процес, би го водел цел тој процес и всушност се бара само архитект. Во акцијските планови се бара дефинирање на количините на седимент, што би било логичен чекор пред да се почне со зафатот. Уште една дилема е што според тендерската документација предвидено е да се работи и во внатрешноста на езерата до 100 метри, каде има жив свет, па целиот зафат, без вклучување на еколози, може да има значително негативно влијание. Тоа дефинитивно не е веќе крајбрежје, него е самото езеро. Во тоа езеро значи живеат и растенија и животни кои дефинитивно ќе бидат погодени од вакви зафати. И по мене, што го кажав на почеток, што не постои никаква студија, препорака од стручно лице, од стручна институција, ме плаши дека вакви зафати всушност не се можда нужни во моментов и дека нема да бидат спроведени на добар начин како што е потребно. Универзитетскиот професор Александар Трендафилов вели дека распишаните тендери се во спротивност на Законот за заштита на природата, а планираните активности може да предизвикаат несакани последици врз екосистемите на двете езера. Станува збор за природни езера кои се под заштита. Позначени активности може да предизвикаат несакани последици во езерските екосистеми кои така се во влошена состојба, особено Преспанското. И во случајот на Дојран, ке се предизвикаат невидено големи заматувања и движење на милот наносот во езерото и при најмали струења на езерските води. Неголемиот дел од милот, 140.000 кубни метри, се враќа во езерото, во неговата внатрешност, со цел таму да остане, со што се предизвикуваат големи еколошки нарушувања. Во појас, со должина од 1500 метри и ширина од 100 метри, ке се уништат толку фалените алги, вели професорот Трендафилов. И покрај стравувањата на екологистите, дека не се повикани стручни лица за проектот, локалната самоуправа во Дојран не гледа проблем. Оттаму велат, има план за ревитализација, активностите ќе бидат надвор од зоната на строга заштита, економскиот оператор е квалификуван, а општината со технички надзор ќе гарантира дека нема да се загрозат флората и фауната. Владата кон крајот на јануари одлучи двете општини да добијат по 40 милиони денари или вкупно над 1,3 милиони евра народни пари. Образложението скудно, да се реши проблемот со состојбата на езерата, иако ги мачат различни проблеми. Едното со квалитетот, другото со квантитетот на водата. Општина Ресен не одговори на нашите прашања. Оттаму предходно најавија проект за уредување на плажите. Ние побаравме од владата пред се уредување на плажите, односно на брегот околу Преспанското езеро, зашто се направи студија и на основ на тоа владата ни додели 84 милиони денари. Преспа и Дојран имаат многу поетни проблеми за решавање.
Првото, веќе неколку години, има сериозен проблем со нивото на водата. На второто, му е потребна нова пречистителна станица, иако општината најавува нејзина реконструкција за соодветен третман на отпадните води за отстранување на фосфорот. Наместо со крупните проблеми, очигледно надлежните се зафатија со дотерување, кој што нема да помогне ако се изведе брзоплето, иако се предизвикаат дополнителни негативни последици по езерата.